Господин Нацевски, добар ден, благодарам што сте дел од нашата емисија. Добар ден, благодарам што имаме повторно можност да контактираме и да размениме мислење во врска со работата на Државниот завод за ревизија. Последниот пат кога се видовме, тоа беше на почетокот на вашиот мандат, само што бевте назначен на функцијата. Мора да забележиме дека заводот е прилично активен во својата работа, објавувате постојано ревизорски извештаи, институциите се предмет на работа на вашите ревизори. Објаснете ни како се снаоѓате во време на пандемија и како ви успева да си ги вршите уврските со оглед на кризата. Морам да напоменам дека навистина отежнато е работењето во Државниот завод за ревизија, впрочем во сите јавни институции, во приватните правни субјекти, секако дека наоѓаме начин да се справуваме со целокупната состојба. Сепак се должи на она што значи насоќено преземање на потребните мерки за заштита на здравјето на вработените во Државниот завод за ревизија, меѓутоа како и да е, нам со закон делегираните надлежности мора да ги извршуваме без разлика дали се наоѓаме во воредна состојба. Во овој период, како што рековте, навистина се наоѓаме во период на постојана активност, каде што степенот на конечност на одредени ревизорски извештаи согласно годишна програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2019 година дојде при крај, така да еве заклучно со пред 2-3 дена објавен последниот ревизорски извештај од годишна програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2019 година. Што е тоа што се должи на помасовната појава или присутност на Државниот завод за ревизија во медиумите е во суштина менувањето на пристапот во работењето на Државниот завод за ревизија. Ако во преходниот период чекавме медиумите или сите засегнати страни да сами ја посетат веб страната на Државниот завод за ревизија да проверат дали има одредена промена, одредена информација или објавен одреден конечен ревизорски извештај. Со моето додаѓање таквиот пристап е сменет, направивме журирање на сите засегнати страни и во овој момент бројот на засегнатите страни, односно новинари, потоа телевизии, невладени организации кои што се занимаваат со истражувачко новинарство и така натаму, изнесува некаде околу 180 субјекти. Тие 180 субјекти се постојан таргет на Државниот завод за ревизија и секогаш кога објавуваме конечен ревизорски извештај заедно со една новина која што си желие абстракт од самиот конечен ревизорски извештај го доставуваме до сите тие 180 засегнати страни, во суштина ги известуваме. Да, факт е дека сте поприсутни, дека ве има во јавноста, дека вашите извештаи допираат до повеќе сегменти. Меѓутоа, дали е тоа доволно? Како вие гледате вашата улога од аспект на не само детекција на ненаменско и неправилно трошење на јавните пари, туку и аларм на некој начин до другите соодветни институции кои што треба да реагираат? Секако дека може повеќе да се направи, но чувствувајќи го сепак живееме во соодветно контролно обкружување какво што е. Чувствувајќи дека има потреба дополнително притисок од јавноста во однос на она што значи зголемување на ефектот од работењето на Државниот завод за ревизија. Пред неколку месеци е донесена новата комуникацијска стратегија на Државниот завод за ревизија со помош од британската амбасада, каде што се утврдени насоќите и начинот на комуницирање на Државниот завод за ревизија со сите засегнати страни. Владата на нашата држава донесе серија на заклучоци во кои што го задолжува Бирото за јавни набавки да го олесни и да го подобри начинот на пристап на информации до сите засегнати страни, вклучувајќи и соодветни невладени организации кои што се занимаваат со истражување за начинот на користење на јавните средства. Да, тука загриженоста беше во насока на тоа дека во време на криза можеби има простор за злоупотреби, итни набавки, дека треба повеќе да се мониторира и слично. Кој е вашиот впечаток воопшто за спроведувањето на јавните набавки во време на пандемијата? Видете, се работи за перцепција. Постојано зборувам дека треба нашата перцепција да ја менуваме и дека не можеме да кажуваме дека секогаш постои корупција или дека не можеме секогаш да веруваме дека сите здравствени работници не се соодветни и несоодветно извршуваат својата функција. Да избегнеме генерализација. Да, значи не можеме генерално да зборуваме, бидејќи секогаш треба да зборуваме со факти и со докази, бидејќи тоа е основната наша ревизорска активност и алатка
нема утврдена состојба доколку ревизорот не обезбеди соодветни докази. Така и ние како граѓани не можеме да се впуштаме само во генерализирање на состојбите и констатација дека постојано имаме корупција, се е коруптивно или не се лошо се извршува. Значи мора да имаме докази, да констатираме дека тоа не е така и тогаш би можеле да се согласиме да ова навистина не чини или ова е несоодветно. Меѓутоа дека има потреба да даваме и да предлагаме одредени идеи и насоки за начинот на подобрување на начинот на користење на средствата, подобрување на транспарентноста, за прибирањето на средствата и давање на повратни информации за јавноста, секако дека има простор секогаш за подобрување. И знаете, во услови кога се наоѓате во една пандемија, секогаш прво се мисли на здравјето на населението, а потоа се мисли на известувањето. Меѓутоа сепак со зголемување на професионалноста, вештините и знаењето на јавната администрација, верувам дека ќе се зголеми и отчетноста во начинот на користење на средствата, бидејќи сепак еве денеска проверив дека Министерството за здравство има добиено вкупно средство околу 2 милиона евра, што сепак не е за подценување и сепак сметам дека сосема се во ред донесените заклучоци за зголемување на транспарентноста и сосема е во ред очекување на јавноста на сите засегнати страни во очекувањето дека треба да имаме поголема отчетност во делот на користењето на средствата во услови на пандемија, се со цел за менување на перцепцијата дека еве сега е моментот да се направи некоја коруптивна сделка. Да, мора да се има увид, граѓаните да имаат на некаков начин увид како се трошат нивните пари. Апсолутно. Велиме дека не треба да генерализираме, меѓутоа сепак ќе ве прашам за една поопшта оценка. Можете ли на некаков начин да направите, да донесете заклучок кои се оние главни прекршоци или прекршувања кои што ги детектирате во однос на работата на државните институции? Ценејќи мојата 18 годишна професионално искуство во делот на ревизијата, бидејќи и преходна работа во Државниот завод за ревизија како ревизор, а потоа помошник главен државен ревизор, од институција до институција имаме различни пристапи и различни утврдени состојби, меѓутоа генерално тоа се однесува во делот на она што значи начинот на користење во доделувањето на договорите за јавни набавки, потоа начинот на евидентирањето на трансакциите во деловните книги, кај одреден дел на субјектот и она што значи начинот на управување со имотот, односно со средствата и недвижниот имот кој што одредени институции го имаат на располагање. Тоа е во суштина генерален проблем во јавните здравствени установи и во делот јавниот сектор е во делот на отсуството на донесени статути, отсуство на донесени акти за организација и систематизација, кое што во суштина предизвикува одредена системска слабост, односно неусогласеност на законот за вработени во јавниот сектор со законот за здравствена заштита и тука се наоѓаме во еден затворен круг во кој што се до расчистување на таквата состојба не може да се надмине таква утврдена состојба. Еве ја користам приликата да упатам апел до сите надлежни органи во извршната законодавната власт дека мора да се размислува во делот на она што значи законски акти кои што го редуваат делот на плати и наградувањето на вработените во јавната администрација, бидејќи не може да генерализираме она што значи администрација на централно ниво, администрација на локално ниво и внатре помеѓу локалното ниво. Не може раководителот на секторот во градот Скопје да биде поеднакво вреднован со раководителот на секторот во единица на локална самоуправа со 3000 жители, или пак не може да биде еднакво вреднован вработен во Државен завод за ревизија со одредено регулаторно тело, каде што тој да на пример придонесува во буџетот на државата со својот труд да донесе 2 до 3 буџети на Државниот завод за ревизија во буџетот на Република Северна Македонија. Значи мора да размислуваме во делот на реформа на јавната администрација, во делот на реформа на законските акти, уредувањето на системот на плати и уредувањето на системот на наградување. Мора да направиме разноликост во начинот на постапување, бидејќи отсуството на можност за наградување на успешните административни службеници или даватели на услуги во јавниот сектор од оние кои што се понеуспешни доведува до урамниловка, у која што во суштина оној што е успешен демотивира и оној што навистина и оној што навистина се вложува во својата работа останува да не може да биде награден. Значи тука ако можам да заклучам, главните забелешки се сепак административни, дека тука треба фокусот да биде во професионализација и да се размрдаат нештата на некој начин во јавната администрација.
од следната тема, која што во суштина и она што е предмет на денешната дискусија, правосудниот систем и администрацијата во правосудниот систем, секој ќе забележиме дека мора да се размрдат одредени работи, мора да се направи реформа во јавната администрација, во која што правејќи таа реформа во јавната администрација, секој ќе биде офатен системот на плати и системот на градување, бидејќи без наградување, без соодветен систем на вреднување на вложениот труд на вработените, не може да обезбедиме квалитетни и успешни вработени кои што ќе останат во јавниот сектор. Знаете дека фокус на оваа емисија сепак е судската власт и капацитетите и во судската власт и во јавните обвинителства како основни клетки од каде треба реформите во правосудниот систем да почнат. Како вие гледате позицијата на судството, на едно независно професионално судство кое што би требало да има во демократско општество и визави демократијата како процес и визави вашата работа, затоа што на крај вашата работа ефектот се вкрстува токму во нисудските лабиринти? Видете, нашата работа е сосема поврзана и со јавното обвинителство и со судската власт. И горд сум што во преходниот период колегите направија два ревизорски извештаи кои што се однесуваат ревизиона согласност на институционалните капацитети на судската власт и на јавно-обвинителската служба. Тие ревизорски извештаи побудија доста интерес во јавноста. Она што е успех за самите ревизори, каде што и за двата ревизорски извештаи немаме забелешки од субјектите предмет на ревизија. Самиот јавен обвинител кажа дека целокупната работа на ревизорите е крајно професионална, дека се она што е наведено во ревизорскиот извештај точно и соодветно детектирано, изрази голема благодарност и воедно кажа дека во суштина се согласува со сите утврдени состојби од страна на ревизијата и дека како резултат на тоа нема поднесено забелешки на надзорот извештајот. Па и во нивна корист е да се подобрат нештата и да функционираат, абсолютно. Да имаат обврзани раце обвинителите. Иста таква состојба е и со ревизорскиот извештај за судската власт, каде што немаме забелешки по потврдениот конечен извештај, односно по нацрт извештајот. Тоа значи дека сите утврдени состојби во ревизорскиот извештај се точни и веродостојни и врз основа на тоа можам да заклучам дека сме завршиле една добра работа, односно самите ревизори вработени во Државниот завод за ревизија си ја завршија добро и професионална работата. Таквите ревизорски извештаи представуваат добра основа извршната власт и законодателната власт да посветат малку повеќе внимание во делот на она што значи обезбедување на соодветни услови. Кога зборувам за соодветни услови, зборуваме на финансиски средства, технички средства, опрема, сместувачки капацитети, односно простор за сместување и човечки ресурси како неминен фактор за имплементација на се она што значи законодавство од областа на судството или законодавство од областа на јавното обвинителство за гонење на организираниот криминал или за спречување на корупцијата. Без обезбедување на соодветни услови за работење на овие институции на судската власт и на јавното обвинителство не можеме да очекуваме дека ќе имаме резултати во борбата против корупцијата или во борбата против организираниот криминал. Тука доаѓаме до една друга категорија, наречена политичка воља, која што за жал не е предмет на ревизија. Ние сме професионалци и не би сакале да се занимаваме со политичката желба. Наше е да укажуваме на потребата, се она што недостасува, се она што треба да се менува, се она што треба да се преземе од надлежните органи, преточено во дадени препораки во конечните ревизорски извештаи и секако со јавноста и со надлежните органи во соработка со истите, веруваме дека ќе преземат потребни мерки и активности, да се создадат потребните услови за нормално функционирање и на судството и на јавното обвинителство, за да имаме ефект не само за она што значи владење на правото, него да имаме ефект и по утврдените состојби од страна на конечните ревизорски извештаи, односно утврдените состојби од страна на Државниот завод за ревизија. Ви благодарам многу за интервјуто, се гледаме сигурно повторно после јуни. Благодарам и вам.